Почитувани, добро вечер. Гостин во вечерашнава емисија Став е Зоран Павловски, член на извршниот одбор на Либерално-демократската партија и поранешен председател на општинската организација на ЛДП во Куманово. Господине Павловски, добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам што издвоивте време да бидете дел од Телевизија Плюс во вечерашнава емисија Став. Ви благодарам на покана и секогаш кога ќе бидам поканет, ќе бидам добро дојден во Телевизија Плюс. Така. ЛДП започна со трибините на тема Македонија после груевизмот, либерални решенија. Овие трибини се одржаа низ повеќе градови во повеќе градови низ државава, меѓу кои и во Куманово. Според вас, какво е расположението на граѓаните? Дали се подготвени за промени и ја прифаќаат ли вашата порака? Токму така, значи, една од идеите на Либерално-демократска партија или на извршен одбор беше во текот на месецот октомври и ноември да се одржат некаде 18 до 20 трибини широм Македонија и тоа најголем дел во поголемите градови Битола, Куманово, Струмица, Штип, Охрид, Велес, Скопје, сигурно дека беа и помали Могила и другите градови. Она што е битно, земаа збор нашите истакнати членови као прво председател Горан Милевски, поранешниот министар за одбрана Јован Манасиевски разговараше на економија или како да се отргнат стегите или канџите од малите микропредпријатија, бидејќи фокус во понатамашното наши активности, па да кажам и од порано, од програма уште од 2011 година, ние се фокусиравме на малиот и среден бизнис и сега ќе се дофокусираме за микро предпријатие со 1-2 до 9 или мали до 9 вработени. Значи да се тргнат канџите или да се ослободат овие мали предпријатија со низа на некои решенија кои еве како Либерална демократска партија ги нудиме. Никица Корубин дискутираше и беше воведничар во човекови права, слободи, демократија или све она што денеска е актуелно, што ни се случува широм Република Македонија или загрозено право на демократија, на слободи и другите права кои излегуваат од оној корпус на општи права. Доктор Паневски, здравство и здравствен систем кој за жалост сите знаеме дека полека колабира со сите овие случувања у последни, да не кажам само 2 недели колку имавме мртви случаеви. Зоран Шапурич, иако, како што знаете, поранешен министар за екологија, значи за екологија или додавање на грин бренд на Либерално-демократска партија, не само на оно што е презнак зелените што го носи дом, значи Либерално-демократска партија би сакала полека да се ребрендира исто така у една зелена опција или полека фокусот да го стави исто на екологија. И Малиновски, адвокатот за судски систем, правосудство, обвинителство или сега што е она специјално обвинителство и така натаму, цел овој систем полека беа воведничари. Сигурно дека имаше прво доста заинтересирани, како наши членови симпатизери, така и обични граѓани. Тоа наидува на интерес кај граѓанство и уместо да трае 45 минути до сат и 15 колку беа предвидени трибините, тие ќе се одолжеа на околу 2 часа или 2,5 часа, затоа што навистина имаше многу прашања, многу дискутанти и се отвараше полемика или дискусија на разни теми. Првенствено на ниво на широко на Македонија, она што се случува и у Европа и сигурно па и некои локални проблеми некаде каде се затекнати граѓаните од локални проблеми. Мислам дека тоа и натаму продолжува. Уште 3-4 останаа трибини, така со крајот на ноември ќе завршиме со трибини, ќе почнат новите активности. Така, според ЛДП 50% од работата е завршена со смената на Груевски, но следува втората половина која што е уште потешка да се стабилизира државата и да се департизираат институциите. Дали како е ова можно, дали ова можно во краток рок да се направи? Добро, вие многу фино кажате, значи ако нешто се стварало 10 години и ако еден систем се монтирал 10 години, сигурно дека нити за 2, нити за 3 месеци може да се демонтира. Овде збориме значи за класично демонтирање или деинженеринг на еден систем. Сигурно ќе треба 2-3 години и тоа е процес
на кој многу ќе треба да се работи. Многу ќе треба политики да се сменат, многу начини што се водени ќе мора да се анулираат и ќе мора нови политики да се креираат за да се дојде до она што навистина посекуваме. А тоа посекуваме, значи, нормално демократско учество, соучество на сите во јавноста, департизација комплетно на сите институции, вклучувајќи, значи, и од централно локално ниво, и враќање на демократија, со тоа полека добивање на шанса, нели, за влезе Европска унија, формирање на нови институции каде ќе владее правото, ќе владеат закони, ќе владее нормална демократија и нормални процеси, и сигурно за тоа најмалку 2-3 години ќе ни биде потребно. Еве, според вас, што е потребно за надминување на политичката криза во државата? Дали е тоа целосно спроведување на договорот од Пржино, подпишан со посредство на ЕУ и од страна на сите 4 политички партии, нели знаеме кои се, или пак окрупнување на опозицијата? Јас сум поборник и на двете овие прашања, значи мора да идат као корпус и заедно да се решаваат. И не само овие две, него уште сигурно ќе се наметнат и уште неколку прашања. Значи, едно е договорот од Пржино кој произлезе од онаа целокупна криза што се случуваше во Македонија. Значи, тоа дефинитивно мора да се испочитува баш како е напишано, со сите оние забелешки од Прибе, значи не прате Европска унија, тука Европска комисија, тука има своји представници, не пратат неколку години уназад и знаат све до каде забегавме во некои процеси, во некои системи. Тоа е еден дел, значи да се имплементира баш онако како што е напишано, што еве сведоци сме дека и тоа иде доста тешко, али иде, значи сигурно дека ВМРО ќе сака да го отежне тој процес, да добие на време и така натаму. Втората лично моја идеја е да опозиција мора да се окрупнува, затоа што прво блоковски како што е поставено, ВМРО е во коалиција со 22 партии. Значи, сами од СДСМ и уште ние и овакво НСДП и другите помали партии, по моје мислење, не сме доволно ни мочни ни бројни у моментот, значи затоа мислам дека треба да се окрупнуваме со уште новите партии кои полека ќе произлегуваат како Левица, како разни движења и невладини организации, и она што е најбитно, граѓанскиот сектор ќе мора овој опозицијски блок да го собере и ќе мора да работи на агенда што ја прокламираат и граѓански организации. Тоа е поново слобода, владење на право, демократија и така натаму и така натаму. Така, што мислите за новите министри и заменици од редовите на СДСМ? За прв пат од самостојувањето на Република Македонија имаме и министер Кумановец. Па добро, мене посебно ми е и чест и задоволство да имаме прво Кумановец како министер. Тоа на сите политичари им беше желба од Куманова да излезе прв министер. А од друга страна, уште ми е повеќе драго затоа со господинот Оливер Спасовски, која се запосливме заедно, ја делевме истата канцеларија и година и пол бевме во иста канцеларија, работевме, значи, као советници на градоначелник Ковачевски. Навистина едно изваредно решение и како Кумановец дика ми е да имаме министер од Куманова. Така, Либерално-демократската партија годинава одбележа 18 години постоење. Чинам дека на почетокот на постоењето бевте многу поуспешни со многу поголем број пратеници и представници во извршната власт. Сега состојбата некако е поинаква. Има помал процентна поддршка, но и послаб рейтинг кај граѓаните. Каде малите партии го изгубија чекорот со времето? Токму така, добро тоа го кажавте. Ја паметите 2000 година или 2002 имавме 11 пратеника, а партиципиравме и на локални власти, имавме доста градоначелници, многу советници и така натаму. Она што се случи во Македонија или она блоковска поделеност, што е наметна и две големи партии, полека зима замав. И мораше да се случува и малите партии да се обединат околу една поголема, затоа што не можеа самостално да функционираат. Или едноставно гласовите од малите партии ќе беа прелејани или на една или на другата партија. Така да ние, зборувам сега у Куманово, веќе сме и скоро 15 години во коалиција со Социјалдемократски сојуз, на ниво на, еве сега, на државата, исто така се спремаме да склучиме уште еден
ciklus na dogovori, znači što podrazbira parlamentarni, lokalni i predsjedateljski izbori. I na kraju krajeva to je jedini način da može da se pobedi ova vlast na Gruevski. Znači objedineta opozicija protiv VMRO, DPMN и останати. Така, ЛДП пред 6 месеци действува и со нов председател Горан Милевски, кој што е нели поранешен подпредседател на партијата и ја доби поддршката од граѓаните наспроти поискусниот и досега поуспешен и градоначалник на Центар Андреј Жирновски. На што се должеше ова? Добро, тоа е една нормална смена или деакумулација на функции. Значи, Андреј Жирновски и беше председател, долги низ години беше парламентарец со огромно искуство и она што и беше потребно на Либерално-демократска партија, како прво беше и деакумулација на функции, Андреј Жирновски да остане да си обавува градоначалнички работи, затоа што знаете, ако не само ради акумулација на функции, него временски е многу тешко да се менаџираат 3-4 процеси, значи да се биде председател на партија, да бидеш градоначалник и сите овие теренски активности. Така да тоа е еден природен след на околности, значи Горан Милевски као подпредседател кој доби изваредно големо мнозинство или да не кажам 100% мнозинство на Конгресот, а Андреј Жирновски да остане да се занимава као градоначалник и со проблемите на граѓаните на општина Центар, што мислам дека до сега многу добро се справува со тие проблеми, визави све она што се случува, како што знаете, у општина Центар, со сите овие небулози што се случуваат и со сите обструкции. Така, на тоа изборно собрание и вие сте избрани за член на извршниот одбор и уште 8 кумановци се најдува во највисокото партиско раководство. Дали ова можеби е награда за долгогодишната посветеност и лојалност на општинската организација на Куманово? Сигурно дека и така, општинска организација Куманово заедно со Битола и еве да не испуштам некој, се едни од најдобрите организации и беше следствено на тоа беше едно, еве да не кажам, еден логичен распоред на силите. Значи ние добивме 8 члена во извршен одбор, јас влегов во извршен одбор, значи заедно со другите 15 членови и добивме уште и Филип Јањевиќ како потпарол на Либерално-демократска партија. И ние навистина сме задоволни с оној труд што го имавме досега, навистина кулминираше со овакво едно извареден, да не кажам еден скореден резултат, кој понатаму очекуваме да донесе уште други резултати или добри вести за Кумановска организација. Така, неодамно и општинската организација на ЛДП доби ново раководство. Во наредните 4 години општинската организација ќе ја води Ивица Костовски, кој што истовремено е и советник во Советот на општината Куманово, како и раководител во јавното предпријатие Пазариште. Нели сметате дека можеби има акумулација на функциите во партијата, со оглед на тоа што имате мал процент на места во општинската администрација? Токму така, ние имавме на 4 октомври собрание со 120 делегати и таму на демократски и на фер избори беше избран Ивица Костовски за председател. Во овој случај и делегатите, па и јас лично мислам дека советничка функција сигурно ќе помогне да нашите идеи, предлози, па и проекти излезат на виделина и да може да ги артикулира прво како председател, а второ и како советник во Советот на општина Куманово. Така да мислам дека во овој случај е добро што Ивица Костовски и председател и советник. Колкава е членството на општинската организација во Куманово и постои ли единство во партијата? Па ние сега сме у фаза, значи тоа е освен овие термини на локално ниво почнува или е отпочнато реажурирање на членство или подпишување на изјави каде треба да се утврди точен број на сите наши членови и оние кои се пасивни и оние кои заминаа од други партии, а сигурно ќе има и оние што тек сега ќе подпишат пристапници или ќе ни дојдат.
U momenat ja ne možem točna brojka da vi je kažem, ali možem od porano koja vrševme žuriranje, to je nekada okolo 450 do 500 člena, sigurno golem del od njih sega se otidene u drugi partiji, sigurno deka nekoji se pasivizirale, ali sigurno deka imame i novi členovi ili pomladi členovi koji saka da dojdat ili od onije pasivizirani koji s ovije novi slučuvanja saka da se reaktivirat ili da se aktivirat ponovo vo organite na partijata. Како коалиционен партнер на Социјалдемократскиот сојуз, дали сте задоволни од процентот на учество во локалната власт? Околу процентот на учество секогаш може да се дискутира. Нели, као помала партија, ние секогаш бараме поголемо учество, како поголемо, и тоа е нормално. Она што е побитно у ова прашање, колку ние и со тоа учество кое го имаме, допринесуваме за остварување на заедничката платформа. И еве колку ја можам да кажам, до сега сме задоволни. Значи, учествуваме у проекти, у креирање на политики и она што е многу битно, значи, голем дел од членови на Либерална демократска партија кои се на извршни функции во локална власт се веќе спремни и ако утре се случи, значи ќе се случи после 24 април, да може да преземат и другите функции на ниво на република. Значи, веќе научија да ја практицираат и да ја практицираат добро таа власта. Така, може ли да ја наведете некои конкретни проекти од вашата програма кои што се реализирани во изминатиот период? Има ли такви проекти? Прво ја можам да набројам многу проекти од програмата на Либерална демократска партија од 2011 година. Најголем дел проекти ги зема ВМРО ДПМН, ги имплементира, што навистина ни е драго. Значи, тие беа добри проекти. Значи, она 5% на туристички производ. Тоа беше на наши проекти. Други проекти, она што е за локално ниво, значи, освен проектите кои се за општо живење на граѓаните, значи од улици, водовод и така натаму, би сакал да кажам два проекти кои беа иницијатива на ЛИДЕМ или на Либерална демократска младина. Тоа беа Wi-Fi зоните во централно градско подручје и на Кеот, беа имплементирани од страна на градоначелник. Иницијатива за отварање на зимско лизгалиште исто така беше добро прифатена, беше имплементирана и сигурно дека уште ќе има такви проекти кои се за добровит на граѓани, дали се тоа наши идеи, дали се и не на некои други партии, тие се потреба на граѓаните и тоа е. Ние имавме програми за локални избори 2009, имавме за 2013, значи најголем дел тие проекти веќе живеат. Од урбанизација на Куманово, од разни приградски населби. Тоа се проекти кои се живи, кои некои се отпочнати, некои ќе треба време да се отпочнат, али сигурно дека сме задоволни од начинот како тоа функционира, некогаш со поголемо темпо, некогаш со малку заспорено темпо, све во зависност од финансии кои се на располагање. Сметате ли дека тоа што сметката на општината се уште е блокирана е една од главните кочници за реализација на планираните проекти? Сигурно дека е тоа така и тоа веќе, еве да не кажам, скоро година и пол не задесови, тоа сигурно дека ги успорува проектите и затоа, како што знаете, некои големи капитални проекти полека треба да бидат завршени, не се како што е затворен базен и така некои поголеми. Што не значи дека нема да се завршат, него динамика на остварување малку ќе задоцни баш поради блокада на сметка на општина. Започна ли ЛДП со подготовките за предвремените парламентарни избори? Утврдена ли е платформата за програмата и на што ќе се фокусирате во наредниот период? Па добро, она што го правиме сега, значи кажа веќе дека идеме со трибини низ Македонија, полека ќе завршиме. Она втората точка е полека ажурирање на членство или кажавме да се преброиме, да видиме точно колку сме, колку ни отидоа, заминаа, колку нови ќе дојдат. Веќе у среда имаме извршено, претпоставувам дека ќе почнеме со одлука донесување за преминување на штабско работење и програма, како што кажав, се состои од 4 столба. Значи, тоа е поново враќање на право, судски систем, правосудство, обвинителство. Кажавме поддршка на мали и средни предпријатија со низа мерки кои до сега ги имавме, значи од намалување на казните директно за 50%. Дел тоа нешто го направила намалување на комунални такси, праведен оданачување даночен систем. Други, едноставно тргање на раце од малите средни предпријатија.
со фокусот на микропредпријатија со 1 до 3 вработени. Кажавме оној бренд еколошки презнак или зелен бренд со зелена енергија, со сите оние што носат новите еколошки проекти и би се фокусирале на тие неколку теми. Како што знаете, наша идеја уште од 2011 година, еве сега е многу актуелно. Значи, декриминализација на марихуана во медицински сврхи. Тоа е проектот кој од 2011 година го гураме и сега нашите млади веќе последните 3-4 месеца со многу невладини организации работат на таа тема. Уште еден таков проект кој за сега не наидува на поддршка, али мислам дека времето ќе покаже свое. Истополовите бракови, признавање во фаза, сега како да го кажеме тоа, да не дојде до недоразбирање. Значи, која веќе имаат проблеми со по судски пат, значи признавање на такви проблеми. Ние не сакале да признаеме, постојат такви заедници и ако некој почине од нив, како да си го докажат право, значи на онаа што останало од имотот и така натаму. Значи, у такви срхи признавање на истополови или други бракови. Значи, тоа се некои либерални решенија кои ќе треба малку време, ќе треба поголема јавна дебата и се надевам дека полека за неколку години и тоа ќе помине низ парламентот, као еве веќе, као што знаете, за марихуана веќе почнуваат јавни расправи. Се надевам дека и Македонија ќе биде во семејство каде за медицински потреби ќе може да се набавува во апотека улје од канабис, а не сега преко граница и не знам како да се тоа носи или за тоа некој да одговара, а му е потребно поради канцер или не знам кои други тешки болести. По неуспехот на парламентарните избори пред неколку години, размислувате ли пак Либерално-демократската партија дали размислува повторно да настапи сама, нели, како со самостоен настап на парламентарните избори или тоа ќе биде исклучиво во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз? Така, го елабориравме сега, значи, зошто е така функционира некако блоковска е поставеност, иако нашата заложба, како што знаете исто, е да не само од 2011, да кажам дека беше значи отворени листи, Македонија е една изборна единица, али без праг, без консензус, затоа што ако ставиме консензус 3% или 5%, па не може да влезат малите партии или граѓанските некои движења кои сакаат да се преточат у партија, ќе не може да влезат. Значи, затоа беше наша заложба и овака како што стои сега, ние сме заедно со Социјалдемократски сојуз, значи во тој опозицијски блок и тука очекуваме, нели, да се случи договор за следните парламентарни, кажавме локални и председателски избори. Ние сме и за други помодерни системи кои веќе функционираат, тоа се разговараше сега и у Пржино, за жал се прифатија овој постојниот систем. Имавме исто така и предлог, ако не може барем една изборна единица, да се направат 3 изборни единици, што мислам дека тоа е многу поизводливо и помалку пари ќе чинеше. Гласовите немаше да на малите партии да се разводнат, ќе може да се соберат и било која од помалите партии која ќе имаше 30 или 40.000 гласа, сега се без парламентарец ќе има намеко од 2 до 4 пратеника во Републичко собрание. Ке се најдете ли на пратеничка листа на следните избори? Ева, не сум размислувал уште за овакво прашање. Мора да признам дека и ја не сум размислувал и оваа тема уште не е ни отворена, нити на извршен одбор. Мислам дека е рано тоа, мислам дека после Нова година со заминување на Грујевски, полека ќе се отвараат и ева вакви теми и сигурно низ она што значи конструктивна анализа, кои се најадекватните кадри во партијата, тие сигурно ќе го добијат и мнозинство да бидат кандидати на идните парламентарни листи или идните парламентарни избори. Така, господине Павловски, освен нели што сте активен во политиката, сте и раководител на секторот за администрирање приходи во општината Куманово. Дали кумановци редовно ги измируваат долговите, односно ги плаќаат давачките кон општината? Па да, последни неколку години мора да признам дека се навикнавме
ili se steknavme so jedno iskustvo, što znači poleka da se namirovat ovije davački. Od jedna strana, znači, to je što je zato što sad kad građani ti prvo da si gi platac ona što dolžat prema država, a vtoro to zato što i treba da ostvarat neko pravo u opštine. Jednostavno taka i funkcionira opština. Znači, ako to je građanski koncept, ponovo da go spomnem, ako sakame da ostvarime neko pravo vo opština, site imame nekoj potrebi, znači ke mora i da gi podmiruvame nekoj davačkite na opština, za da može da ni gi isporača tije uslugi. Znači, edeno da nocite na imote, sigurno to je. Za da možeme da asfaltirame jedna ulica i da napravime, znači ke mora i u budžet da napravime nekoj income. So komunalna taksa je isto taka, a na kraju uvek imame i jedno rešenje što zakon ni go dozvoluje, to je poleka ne je dobro ili ne je poželjno, ali je restriktivno, znači stavanje na zabrana na sredstva ili narodski kažano blokiranje na smetki. Така, какви се приходите на општината, нели, добиени со наплата на овие Па сега е трето тромесечие и мора да признам дека во третиот или четвртиот квартал, ствари сега е четвртиот квартал, тога е најголемата прибирање или најголема наплата. И сега некаде сме околу 120 милиони денара, значи околу 2 милиона евра. Очекуваме да она што го собира Оделение за администрирање на даноци, заедно со другите оделенија од другите сектори, али кои исто така прибираат разни такси или комунални такси или некои надоместоци, да тоа излезе некаде проектирано на 160 милиони денари или отприлike на 2,5 милиона евра, што би било некаде околу 80-90% од буџетот би бил сигурно исполнет. Така, а каква е состојбата кога станува збор за локалниот економски развој на општината? Па добро, локален економски развој сигурно исто една тема интересна, може да дискутираме многу проекти. Таа она што ќе се фокусираме пред некој ден имавме состанок, значи се формираат тимови кои ќе аплицираат за прекогранична соработка со Бугарија, како што знаете, отворен е повик до 23 јануар, значи тимови ќе работат на 2-3 проекти, еден сигурно ќе биде централно градско подрачје околу енергетски ефикасни проекти за енергетска ефикасност, значи обнова на фасади, кровови и така натаму на едно школо. Сигурно дека едно јавно предпријатие исто така ќе влезе со еден оваков проект. Ние работиме, полека при крај сме со еден проект Визит Куманово, значи еден портал интернет каде сме при крај, ќе ве поканиме да го промовираме, значи за недела две би можел да биде готово. Она што работевме, тоа е Бистримска клисура и сега уште ни е интересна и тоа као поситни проекти ќе продолжиме и со Бистримска клисура. Мислам дека ќе почнеме тамо да имплементираме еден проект околу влезна порта на Бистримска клисура и мапирање на пешачките патеки заедно со планинарските друштва. Ако останат финансии, бе направиле и неколку платформи за риболовците, бидејќи тоа е многу познат риболовен ревир и тука, како што кажуваат рибарите, има најголеми риби или добар е уловот и би продолжиле. Значи, мислим, нуди многу интересни проекти. Тамо има многу околу заштита, има многу ендемски видови, има доста археолошки наоѓалишта, има биосфера, има флора, фауна доста интересна и мислам дека тој ќе продолжи и после неколку години тој проект. Така, како председател на мултимедијалниот центар Карпино, може ли некако да издействувате средства за обнова на манастирскиот комплекс Карпино, кој што за жал се наоѓа во таква состојба како што се наоѓа? Она што навистина ми е драго и што овие последни денови еве го слушнав, не знам, вие бевте на отварање на изложба од 13-та меѓународна ликовна колонија Карпино. Навистина ме израдува да прочитам у дневник дека нашиот владика господин доктор Јосиф, еве и он се заинтересира, значи полека заеднички и ние тука као мултимедијален центар Карпино стоиме на располагање да почнеме, значи поново прво у обнова на патната инфраструктура. Денеска ми се јави господин Протич, ме запрашуваше дали имаме проекат. Има проекат веќе до манастир Карпино или до самата кривина и се надевам дека заеднички прво да го изградиме
значи таа патна инфраструктура, затоа што навистина е доста лош пат и самиот после многу полесно ќе дојде до изградба на самиот манастир. Како и да е, она што го работевме пред 7-8 години, еден проекат Манастир Карпино во нашата наука, каде доаѓаа еминентните академици и професори. Овој манастир се најде у една монографија од 35 најпознати манастири во Македонија и самиот автор во еден напис напише: ќе бидам многу пресреќен ако го направат манастирот на Тиквешкото езеро и Карпинскиот манастир. Манастирот на Тиквешко езеро или на оно острво веќе е направен, реновиран и така натаму. Еве останува уште манастирот Карпино полека да се обнови и мислам дека он тоа и го заслужува, затоа што 1592 година треба да ни значи на сите нас и да оставиме нешто и за нашите поколенија, бидејќи тој барем пред 100 години, оние што уште имаме живи сведоци кои го памтат, било едно од најпосетените места во Кумановско, Кратовско, Паланечка околина. Така, кога би се обновил овој манастир, веројатно дека и уметниците, нели од уметничката колонија Карпино, таму ќе сликаат и ќе ги изработуваат своите дела, веројатно, како и порано што. Па вие знаете што нели убица се она поговорка се враќа на место на злостосо, така да нас ни е сигурно едно од најбитните идеи да се вратиме тамо каде и што тргнавме. Значи ние тргнавме од манастир Карпино баш ради едно време, ради конфликтот што имаше во делот на Липковскиот регион, па не се одржа неколку години онаа колонија Матејче, значи затоа и овој да не изумре уметничкиот живот, се пресели во манастир Карпино од една страна, од друга страна навистина и да се обнови тој старо духовно светилиште, тоа ни беше целта. Ние можеме да идеме и во ресторан Грација, може да идеме во другите манастири, али таму од каде што излеговме, сигурно дека е природно и да се вратиме и најуметниците во таа средина, во таа околина најубаво се и најприродно се чувствуваат и мора да признам дека од таму излегуваат и најдобрите слики или најдобрите дела што ги имаме во нашата збирка или депо се излезени баш од колонии кои се одржаа во манастир Карпино. Така, ви благодарам многу што бевте гостин во вечерашнава емисија Став. Се надевам дека во некоја следна прилика ќе разговараме за и други актуелни теми. Ви благодарам и вами. Секогаш кога ќе не поканите, јас сум тука. Така. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.